Почитувани слушатели на Радио Лидер, добре дојдовте уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Столе ми е омилен лик за да зборувам за историја, затоа што историја. Да. Столе секојаш историјата. Чекај, полека во се. Тоа е навраде се. Ти си се поблиску до историјата. Ќе го симнат од YouTube ако инсистирам посети си, немам пази што збориш. Што се? Што ќе видиш многу повозрастен човек од историја, така? Па не, Столе, ти си поблиску до историјата од мене. Значи, као ја што сум од тебе поблиску до иднината. Значи, позитивно како комплимент демек јас со тоа што сум го правил до сега, веќе сум историја, така. И ти имаш создадено историја. Ти имаш создадено историја. Како позитивно што знае. И сега да бидем искрени, ги влечеш вредностите од историјата. Ги влечем вредностите од историјата. По традиционален. Што учите во Лондон, кажи ми, може ли да учиш економија без да споменеш историја? Односно без да поминеш за било која личност која што е економски вредна како теорија, како наука, мора да научиш со кој се дружил, за да сватиш зошто се такви ставови, така ли? Мора да му ја научиш биографијата, историскиот контекст. Кога учиш за Карл Маркс и за Фридрих Енгелс, мора историја да имаш пред себе. Зошто се случило тоа, така ли? Види, економијата као наука е практично затоа што ти не можеш во економијата да ја анализираш иднината никој, секогаш го анализираш она што се случило некогаш, така. Дали Кейнс го правил тоа, дали го правил Адам Смит, било кој и од современите дури емпирискиот дел, односно економетријата како дисциплина, економетријата, нели поуките за иднината ги влече од историјата, тоа што се случило некогаш. Те прашав сега во Лондон кај што учиш таму, има ли историја? Како нема историја? Нормално дека има историја. Историјата е многу значаен дел од било што, само ова е сегментирана историја, нели? Ние имавме други предмет. Сега, например, учев предмет деколонизација на економската мисла. Интересно. Деколонизација на економската мисла. Знаеш зашто е тоа важно? Затоа што се смета дека науката економска гледа евроцентрично на кон светот. И дека методологијата и правилата ги воспоставува евроцентрично. И викаме, знаете, тоа тие правила не мора да важат сегде. Затоа што во одредени епохи историски, не знам, системите овде биле многу различни од системите на други. Во Азија. Ако добро те разбрав, што значи тоа? Да не учиме само од Кейнс кој е британец, Фридман кој е американец, туку да учиме некои економисти кои што има потекло од Кина, од Азија. Не да учиш луѓе економисти, туку да учиш пристап кон науката кој е различен од европскиот. Пристап каде што правилата се различни, знаеш? Ние ги познаваме тие економисти кои се најизвикани, кои што имаат добира Нобелова награда. Нобеловата награда е вака, Столе. Поемот приватна собственост за тебе. И за мене. Не, кажи ми кинез кој што добил награда Нобелова за економија. Па нема, мислам. Али има Турчин, да речеме. Ама од Америка таму работи. Па сега. Имаме ексклузивен гостин Петар Тодоров, историчар. Коментар на оваа дебата, историска економија има ли? Како нема? Учите ли за тоа? Во историјата? Не, мислам дека на факултетот кај нас не сум запознат со последните наставни програми, мислам дека нема. Но има еден голем проблем на Балканот и многу малку има историчари што се занимаваат со економска историја. А има такви економска историја е многу важна тема во изучувањето на минатото, бидејќи економијата е многу важен фактор во општествените промени, процеси. Значи нашите премиери, министри треба економска историја малку повеќе да учат за да знаат со што се може да се соочат. Други работи за да дојдат на толку. Една од најелитните програми на London School of Economics е токму Economic History. Имаш историчари, не знам као дали бил Ерих Хобсбаум, дали бил како се викаше Хамерман. Не сум го. Има неколку историчари кои се значајни за историјата како наука, кои економијата ја ставаат, како се викаше The People's History of the United States, книга напишена сега на ХМ, името ми е забораено презимето. Он има почнато од он прави нов метод историја. Вика, ние цело време историјата ја гледаме низ призмата на елитите. Знаеш, низ призмата на, не знам, на кралеви, на стопанственици и така натаму. Он вика, не, јас вика истражувам, барам и ја креирам историјата врз
призмата на доминантниот дел од населението, на најсиромашните, на најовакви. Сега, он која таа историја подосадна, но многу пореално го опишува. Например, ако ја гледаме ние таа историја, ќе сватите дека 1903 просечна килажа на маш у Македонија било околу 50 килограми. Знаеш, и просечна писменост била 1%, и дека еден човек за да обстои работел, како работел, шо правил. Знаеш, многу е, а ние ја гледаме низ призмата на елитите. Ние сега славиме, не знам, зборуваме за ВМРО историско, односно Македонска револуционерна организација, што била сепак дел од елитата. Не било тоа... Чекај. Добро, са Гоце Делчев го направиш елитиста, знаеш. Добро, он бил офицер, Гоце Делчев не бил раднички, татко му бил буржуазија, држал кафани. Зависи како го употребуваш зборот елитиста. Он бил чорбаџија во споредба со, не знам, нашите дедовци. Тодоров, прадедовци. Да го представиме гостинот, историчар, специјалност. Специјалност, па занимавам со неколку теми. Оно што ме во главен фокус е 19 20 век, односно досно османлиско и постосманлиско општество на Балканот. Нели фокусот на истражувањата се примери главно од Македонија, но и други теми, например настава по историја ми е исто така една од темите со кои се занимавам. Па тука станува збор за анализа на наставни програми, учебници по историја и слично, значи се што е поврзано со настава по историја и какви пристапи, кои теми да се работат и кои проблеми се пред нас и како да се направи подобро подобра настава по историја. Обратно ќе почнеме тоа, планиравме за крај да го ставиме, мај со тоа почнеме влијанието на дигитализацијата на вешка интелигенција на историјата. Да, тоа е една од темите кои се дискутира многу во како да се доближиме до младите, ги интересира. Да, јасно. Да, бидејќи младите се секојдневно премногу изложени нели на и на мобилните телефони, на интернет и се што представува нели ора, што го велиме дигиталното. И ама има многу квази историчари, тие TikTok и тие рилсови кратки. Да, секако луѓе се појавуваат. Да. Така се вика popular history. Има се и се што има многу и лажни работи, има многу и добри работи. Најдобар одговор за ова дават практикантите, тие што се вклучени нели во наставата, тие што работат со децата. Ние скоро пред 10 дена направивме промоција на една читанка историска за историјата на жените во втора половина на 19 и прва половина на 20 век во Македонија. Во која не собе неколку селектиравме, бидејќи стануваше збор за посериозни истражувања, избравме одреден број на извори кои сакаме да ги представиме и кои соодветно со еден дидактички пристап, значи со прашања, со начини на како да се комуницира, да може да направите на децата да биде поинтересно. Оно што е прво важно, да би може да користите видеоматеријали во наставата и тоа се прави, се користи, се користат дигитални алатки, се повеќе и повеќе. Ви можете истовремено има многу важно да тој трансфер на знаење да не биде еден стерилен начин, доаѓа наставникот, разговара 40 минути, си оди и вика на децата ова и ова направете. Тоа е најлошото нешто што може да се случи. Тој е пристап кој, например, јас го познавав, и може би потоа почна да се менува полека. Многу е важно да тоа биде интерактивно, да бидат вклучени децата, да се работи со нив преку начинот на преку давањето на вежби, на задачи. Значи, станува збор за еден пристап кој барем ние тука не го познаваме или не сме го искусиле, да кажам, во образованието. Секако дека дигиталниот свет овозможува и им помага на практикантите да може да на наставниците да може да работат после на вештачка интелигенција. Не, вешка интелигенција која прашаш историја, како реагира. Сега станува збор за хуманистика и ChatGPT. Дали е вештачка интелигенција, ChatGPT или било кој друго средство, нели? Ќе даде некакво си негово видување врз основа на тоа што има како ќе направи синтеза. Ако го прашаме за Гоце Делчев што ќе ни одговори? Си пробал такви? Зависи, ако сте во Македонија ќе ви даде еден одговор, ако сте во Бугарија друг одговор. На англиски ќе го прашаме. Значи само да кажам дека тој начин, ама тоа не е користење на вештачката интелигенција во наставата. Тоа е јас ќе го тоа е како да измамам, да кажам, ајде вака.
Јас ќе го искористам ChatGPT да ми даде одговор за некој прашање што наставникот сакал да го доби. Но каде тука детето учествувало во таа вежба? Воопшто не учествува. Каде е креативниот процес? Каде, бидејќи една од главните работи на наставата по историја е создавање на критичко размислување, на вештини, вредностни судови. Тие ако користите вештачка алатка да ви даде одговор, вие не сте направиле ништо од тоа. Ведете сами како да работите, сами како да создавате. Македонија сами да создавате своји вредностни судови, критички да размислувате. Македонија е далеко од единствен пример од ова, било каде да отидете на планетата Земја, каде што се изучува историја во училиштата, историјата сегде е дел од оно што се нарекува, како да кажам, nation building, градење на нацијата. Историските митови се учат од, не знам, 4-то, 5-то оделение и претходно по други предмети се учат сегде. Прашањето е, вие сте од друга страна научник и сега вас историските митови вие ги анализирате многу различно од веројатно мојата професорка велика од прво од 5 до 8 што ми предаваше историја, која буквално кога одевме на нејзините предавања имаше задача и учебникот од кој ни предаваш имаше задача од нас да направи убедени, како да кажам, југословенци или не, убедени македонци. А ти си роден во Македонија. Да, јас учев во Македонија, нели, како се вика, историја. Вас вие различно, вие на митовите многу различно гледате од, нели, тоа што ние сме го гледале во училиштата. Колку е тешко за науката да овие митови кои се имплементирани во свеста на најголем дел од луѓето што учеле историја, подоцна вие да работите, нели, и понекогаш вие тоа што ќе го напишете ќе биде многу различно од тоа што ние сме го учеле по историја. За науката не е тешко, тешко е за луѓето што истражуваат, за тие што се дел од науката. За нив може би да биде тешко. За вас колку е тешко? За мене не е тешко бидејќи на кога се формирала историографијата кај нас, ама не е тоа само кај нас, пример во многу држави, на Балканот, да не одиме. Сегде у светот е така. Добро, да не одиме подалеку од светов, тука да се задржиме. Кога се формира таа историографија, таа служи за одредена политичка цел, идеолошка цел. И сега, ама тоа е далеку и тоа се рефлектира и во наставата по историја, затоа што таа се смета како една од алатките за градење на национален идентитет. Ама современо разбирање на тоа што треба наставата по историја да биде и современото разбирање што е историјата не подразбира да таа биде слуга или сервис на некоја се одредена политичка или идеолошка цел. Ни точно дека во наставата по историја вие треба да учите за како се создава македонска идентитет, кои се македонците, тоа се разбира. Но вие не можете да го сведете на тоа да учење на тоа да биде исклучено преку таа призма на политичка митологија. Тогаш вие од децата создавате, како да кажам, граѓани кои се многу лесно подложни на политичка и идеолошка манипулација. Вие треба да им објасните кои се, зошто, како се создава, кои се тие, што е треба да ги кажете. Но треба да им објасните и да им преку наставата по историја на најдобар начин преку наставата по историја може да постигнете развивање на тоа критичко мислење кој нив ќе им служи во животот. Не е поентата да он одлезе во училиште од 5 оделение или сега 6 оделение кога почнуваат со историја, сега и порано мислам почнуваат, и кој ќе заврши да излезе со одредена количина на информации кои ќе ги заборави многу брзо. Сега да бидам искрен, моето образование беше као перење мозок го сеќам од денешна перспектива. И сега не е тоа поентата, значи поентата е како вие од кога ќе излезете од образованието да добиете одредени вештини, критично, вклучително и ова што го повторувам по неколку пати до сега, тоа критичко размислување, вредностни судови, да може да носите сами одлуки, да може да препознаете. Не разбирате, да препознаете што е манипулација, да препознаете што е лага, што е едноставно да бидете, значи тоа е целта на образованието, да направи едни корисни граѓани, а не да направи писмени, медиумски писмени на пример. Па и меѓу другото и медиумската писменост зашто се повеќе се воведува нели во образованието и се повеќе зборуваме за тоа поради тие проблеми со кои се соочуваат граѓаните, често потпаѓаат на видеа создадени од вештачка интелигенција, луѓето ги споделуваат мислејќи дека имаше еден пример сега со едно дете кое се појавува телевизија кој вика никогаш Северна само Македонија, па доздола луѓето коментираат како да е тоа детево на вистина да постои. Мислам, неверојатно беше тоа што може да се посведочи на тој пост на социјални. Какви се искуствата сте шетале во другите држави?
поинако од Македонија или ние сме рана држава која што треба да се набилда национално? Малите држави обично кои се соочуваат со овакви проблеми, кои се изложени на овакви проблеми, да, им поизразено е овој начин како кај нас историјата да се гледа исклучиво само преку идентитетска призма. Но не значи дека и големите држави ги немаат овие проблеми. Разбирате, поврзани со историјата и со изучувањето на историјата. Не дури за некои што мислиме дека се идеални, супер, и таму постојат проблеми. Секаде постојат проблеми. Прашањето е само дали државата, институциите сака да се соочуваат со проблемите, сака да ги решават проблемите или ги остават и напротив со тоа се зголемуваат. Еве, во основно образование во Соединетите американски држави не учат дека Џорџ Вашингтон поседувал робови. Не знам дали не знам, јас не ми познавам. А ние на пример не учиме дека Јане Сандански имал јавна куќа, не знам. Можда, ако имал, не знам дали имал. Се ние сме отворени. Ама интересен е присуот. Треба да се менуваат работите и потребите. Сега на пример ако порано низ призмата на нашето пријателство со Турција. Ние порано во сите историски учебници клетите турци во поезија. Сега тоа е сменето. И правам паралела Франција и Германија. Ако они се држат до некој строг национален, они не треба никогаш да се смират ако историските читањки не им се испеглани. Па не, пеглани лош термин за мене овак. Да, затоа што смирени, еве. Тие иницијативи кај французите и германците за односно тоа воочување дека различните историски интерпретации, националистички, селективни, дека се еден од изворите на проблемот и на војните, на судирите во меѓу двете држави, почнуваат уште пред Втора светска војна. Но тие ужаси на војните, особено после Втората светска војна, ги потикнуваат уште повеќе, особено историчарите, бидејќи првите иницијативи кај нив за соработка и за надминување на проблемите не потикнуваат од самите историчари. Знаете, и тука има една работа, они како велат, сваќаат дека почнуваат да пишуваат за тези кои за историјата, дека Рајна не е една граница која фиктивна, историска, исконска, која постоела помеѓу германците и французите, него дека тој цел регион е многу покомплексен, многу поизмешано, дека не е толку, како кажам, црно-бело, и се обидува да најдат како да ги надминат тие проблеми. Бидејќи сватиле дека образованието, но не само наставата по историја, туку генерално образованието е извор на проблем. Во тие периоди кога децата влагаат во образованието, имаат и предмети како во смисла на предвојничка обука. Едноставно ги учат децава, таа предвојничка обука не е само во смисла да му даете пушка па да он учи како да ракува со пушката, а девојчињата да ги учите како да бидат болничарки, според тогашните сваќања и поделеност на родовите улоги, а туку и наставата по историја има еден на тежина, има еден карактеристика на таа предвојничка обука, бидејќи вие ги индоктринирате од главите на децата дека видете, вие имате историски непријател, тоа е германецот или обратно, имате историски непријател кој е французинот, и едноставно предодредено е да се во Германија и Франција многу работеа. И мислам дека нивните учебници денеска се многу повеќе ослободени од тој идеолошки наратив, каде што деца се учат дека видите имате историски непријатели, него се обидуваат на децата ми објаснат целата сложеност на методот. Не значи, јас сега не сакам да ги идеализирам тие наставни образовни системи или наставни програми. Претпоставувам ако земеме да ги анализираме, ќе најдеме многу проблеми. Но тоа што они имаат постигнато е далеку и тоа што кај нас се случува, тоа е несправедливо. Турци користиме сега не. Отоманско владење, интересен пример. Нас Османлиската империја во наставата по историја терминот турско робство не се користи многу долго време, но се користи во тој наратив, особено кај луѓето во литературата. Таму е поизразен, но сепак има во наставната програма има теми некои кои, например, Османлиската империја се гледа како нешто туѓо, негативно, што влијало негативно на империјата, ма не само тоа, многу е посложена. Османлиската империја која почнете да се интересирате, да читате се повеќе и повеќе, ќе сватите дека христијаните не се интегрирани во империјата. Има на пример еден конкретен пример ќе ви спомнам. Често уште во 70-тите години или 60-тите, крајот на 60-70 се воведува едно толкување
објаснување уствари за отпорот нели на македонците против Османската империја и сега имате активен отпор и пасивен отпор. Сега во пасивен отпор знаете што се става, не платил данок. По таа логика денеска пола македонци се борат против сопствената држава. Не разбирате што сакам да кажам, колку нелогичности има таму. Офшор фирми отварале. Целта да се оди не само пола македонци, особено тие што најмногу зборат за Македонија, зборам за политичари. Значи се оди имало еден таков пристап да ете македонецот постојано бил континуитет во борба против Османската империја, да. Тоа било целта уствари преку објаснувањата кои што ги кажав сега, пасивен отпор, ваков отпор, таков. А всушност биле христијаните интегрирани? Видете, земете црквата. Народот плаќал, она што земе рајата, плаќа данок и на црквата, не плаќа само данок на Османската држава. Ние денес плаќаме поголем данок за време од Турско, така што од Турско сме имале поповолен даночен систем. Тогаш сме плаќале 10-ток. Сега плаќаме минимум 10-ток, плюс 18% плюс дадок на добив. Има друга работа, на пример, за тоа девширме или како го данок во крв. Данок во крв како данок во крв не постои термин. Во официјалната кореспонденција не постои, тоа е девширме. Девширме во превод од турски е регрутација, собирање. Има друга работа. Кај нас ако ти кажете девширме, сите луѓе мислат, доаѓале турците со сабите насучени лоши луѓе, ги собирале децата на сила, така? Но првата фаза на постојањето на тој јаничарски корпус кој се пополнувал преку системот девширме, да, има примери на насилно одземање. Но со стабилизирање на османската власт на Балканот, семејствата и доброволно ги даваат своите деца, особено каде што имаат повеќе деца во семејството. Од економски причини. Затоа што војската од секогаш била така. Не е тоа нешто ново со османите, туку и од римјаните, и со османите, па и во време на Југославија. Не, дека луѓето од сиромашните краеви секогаш сака излезот го барат преку вклучување во армијата. Тоа секогаш било така и тоа не е ништо ново. Ама вака не сме разговарали и структурата на офицерите во JNA, која погледнете во голем дел потекнуваат од сиромашни лика, па и во полицијата. Па и во Македонија, ако отидете да видите кои краеви се регрутираат, тоа се доста сиромашни краеви и војската е излез од сиромаштија. И сега денесата ги дава затоа што ќе го дадам детето ќе излез од сиромаштија, ќе има државата ќе му даде образование, државата ќе му даде работа, да преведам со денешниот речник кој го користиме. Па утре ќе помогне на семејството. Сега, ама по учебниците данок во крв, па го земале детето на сила од мајката, да, такви примери постојат, но треба да се каже за овој дел од историјата. Многу интересно е да ја анализираме балканската историографија и сега да ги споредиме, вие бевте дел во една од тие комисии, ама кога ќе ги земете македонската, бугарската и грчката историја, еве трите конкретни ги земам како пример, нели двете истории со кои ние имаме проблем. И кога ќе го видите квантумот на митови во сите три истории, јас понекогаш како човек кој, сега не сум историчар, ама така ги гледам со деидеологизирани очи работите во животов, мене ми делува како битка за трейдмарк на митот. Односно, ние не се бориме за кој ќе речат ние сега тука се бори таа комисија или овие чива е историјата, чив е Гоце Делчев, чив ова, чив... Не. Ја имам перцепција дека трите нации генерално, некои се поуспешни, некои се помалку успешни, се борат за митот. Еве тоа би го земал. Не им е битно што случува, туку што сакале да им се случува. Значи, еве тоа ќе го земам ни перцепцијата на комисијата, односно на нашиот историски однос и кој резултираше со преспанскиот нели договор со Грција. Поврзаноста на денешната Грција со античката Грција и нашата поврзаност со античка Македонија, генерално поврзани сме колку, не знам, и јас сум поврзан со Рурек и Олег. Генерално не се поврзани. Но, нели, преку градењето на националниот мит, они седнале си го направиле порано тој национален мит, па сега земале тамо дека, не знам, дека современата грчка нација извира од тоа, кај нас малку подоцна Груевски тоа закасни со таа работа со споменици што ги правеше така натаму, но ние уствари се бориме за филмот, чив е филмот, не чива е реалноста. Тие спорови што овие три држави, значи Македонија, Бугарија и Грција ги имаат, се
во науката они ги кажуваат како баш историографско-политички спорови, тие се многу символички спорови, во смисла спора за символи на нацијата и како ли чиј е Гоце Делчев, дали е на овој или на тој. И тоа е многу еден пристап доста селективен, доста силно политичко идеолошко влијание тоа. Значи тука постои еден пристап кој дојде на науката, а тоа е каде што се цртаат силни граници меѓу нас и вас. А историјата е многу посложена и не е баш така силна границата меѓу мене и вас, да кажеме. Не е холивудски филм, црно-бело, и така што тоа е токму тоа во основа, тоа е токму за тоа станува збор за овие два спора, да кажеме, и тие не се нови и траат со деценија, да кажеме, и прашање е дали постои волја, дали постои начин. Не постои начин, се разбира дека постои начин, постои волја и кај тие што го проучуваат минатото на еден или друг начин, не зборам само за историчарите, бидејќи не се само историчарите што го проучуваат минатото, туку дали постои и политичка волја за да тој проблем се решава. Дали на политичарите им одговара да го решаваат проблемот или ќе им служи како добар политички капитал за мобилизирање на гласачи, за легитимизирање собствено, политичко легитимизирање за да може да останат или да дојдат на власт. Еве, Столе, извини, сега вака. Да направиме ние анализа зошто политиката е многу проблематична историја. Не мора да одиме у историја назад. Еве ќе земе 3-14 години назад. Земи го настанот што се случи на 24.12.2012 кога се тепа од собрание. Се сеќаваш буџетот кога го гласа кај нас, па кога ги изнесуваат и од СДС. Што ќе учат после 100 години за сега знаеш што е проблемот? Ако го земеш 24.12.2012 и седнеш во студиото, еден од СДС и еден од ВМРО, и двајцата ги прашаш што се случило тоа, двете ќе ти кажат за таа случка од пред 12 години две тотално различни перцепции. Едниот ќе рече тие се обидуваат да закочат државата со негласење на буџетот, тоа беше рамно на терористички упати така натаму. Другиот ќе кажат уставот уставот беше прекршен и така натаму. Ако го земе 27 април, пак имаш две тотално различни перцепции. И сега замисли, ние не можеме да договориме што било пред 7 години. Зависи ако постои од ВМРО и СДС, само кој ќе биде на власт, таква историја ќе учат. Види, многу дилеми, ама има тука решение, тоа професорот може, има еден термин се вика фонезична историја. Тоа значи, тоа се случило, тројце учествувале, се степале, три мотрици има, ама не може само поише микрофонот на во светот има различни тип на комисии кои решаваат одредени прашања во чија основа е различното толкување на минатото. Едно од нив, например, има тип на комисии кои се комисии за утврдување на факти. За историски факти, например, не знам, убиството на тој премиер и да се утврдат фактите кои довеле до убиството. Ставно збрзано кој се случило во минатото многу. И тоа е таков тип на комисии, на тела постојат и тие тела помагаат да кажем на еден начин, на свој начин, помагаат во решањето на или наменување на такви спорови. Постојат и комисии, нели како и овие што денеска постојат. Помеѓу Македонија и Бугарија или помеѓу Македонија и Грција постојат такви комисии, тие работат и на начин како да се надминат некои проблеми кои те произлегуваат од различното толкување на минатото и кои се дел од државниот образовен систем. И кои едната или двете страни мислат дека поттикнува проблем, односно навредливо формулации или слични некои изборите се многу битни што ќе се користат. Па не само, например, не можете вие да пишувате сега каква има врска со историја ако јас пишувам во учебниците дека ние сме културно супериорни во однос на албанците. Тоа што има врска со историјата, нема врска со историја. Така? Тоа е Како го пишува тоа? Јас реков ако пишува, ама не, има, се овака. Има делови каде што во некои учебници има такви моменти. Не зборам за учебниците, третманот на албанците кон учебниците во 70-80 години, особено во 90 години. По наставната програма од 2004 година, според наставната програма од 2004 година, во учебниците мислам за 9-то оделение, по историја пишува и албанците имаат повеќе право до она што
им припаѓа или она што како беше, или она што е определено според меѓународните норми. Ја на факултет имав учебник пишуван од бивш председател на државата во кој што пишуеше антисемитист е човек кој ги мрази евреите повеќе од потребното. Сакам да кажам дека има Значи, А колку е доволно, колку е значи потребно е да се мразат, така да кажам. Значи така што сакам да кажам дека постојат проблеми и се постојат комисии ги решаваат тие проблеми. Ви реков, треба да има волја и самите историчари да се изборат против, ако сакаат, и едноставно да има политичка волја да се решаваат тие проблеми. Зоров, како ќе решиме ние? Како ќе решиме 2001? Како ќе решиме атентатот на Григоров? Ние не дебатираме прво за 2001. Ама ќе имаме два колку знае тебе да ме прашам. Јас сум го поставил тоа прашање. Каква историја клучиме за 2001? Тој за албанците тие се херои од УЧК, за нас се терористи. Ма не, ворете светот, тоа се перцепции, тоа се перцепции. 300 луѓе се истепале. Южна Африка мислам дека може лекно. Има добро, Южна Африка таму се видете, има една работа, има може да ги градираме едноставно тие некои конфликти. Тоа што се случувало во Южна Африка не е споредливо со смисла на нивото на злосторствата, на насилството и на тој репресивен дел од режимот. Тоа е далеко од она што се случувало кај нас. Што пак нам ни помага полесно да се справуваме со нашите проблеми. Дали се станува збор за проблеми дома или станува проблеми со соседите. Комисиите кои се формира бе една одлична шанса и да им се укаже на нашите соседи, односно на тие институции кои ги креираат образовните политики, видете кај вас има проблем во однос на представувањето на македонците. Не може да не постои. Вие бевте во комисија. Вие не може да кажете дека на север не граничите со никакви со вакуум, нема никој на север или на истокот на запад во Бугарија да кажува дека има таму држава Македонија, нема кој живее таму. Не видете, биле историски бугарите си најдат многу елегантно решение за нивната историја. Они викаат: ние на запад граничиме со Република Северна Македонија, каде што живее население кое е албанско, српско и македонско, тие што се македонци до 45-та беа бугари. И од 45-та се разбуди и стана македонци. Например, дедо ми баш жив бил во тој период, ја го праша, викам, го памтиш и денот кој се разбуди. Викам, не беше баш еден ден, поише дена сањав. Во учебниците сигурно не пишува така па. Зборам за дека со драканата верзија на нивната историја таа. Тие комисии беа се можност да им се укаже на тие држави. Еве вака се решава проблемот. Другите проблеми што настануваат, тоа е веќе друга тема, но тоа беа и се уште мислам дека се можност да им се укаже на еве веќе имаме коментар за ова за со турците дека не било се така. Еве вика песната што се слушува. Ја излези стара мајко, оригинално е ми помина Осман бегот, умрев за него. А сега ја смениле да не биде Осман како турчините ќе се зајубиш у тоа време. Тие биле бегови, тие биле фраери тоа, знаеш, ама ние имавме филм Цвета, мора малку да дотераме. А вика сега песна се пее, ја излези стара мајко, ми помина моето либе, а не Осман бегот. Така ли е, Злате? Па добро се, ама не види, не е лажење моето либе, ако бил либе, Осман бег се. Ама кој е твоето либе? Македонец треба да биде. Како? Не може да биде турчин, така? Зашто не може ние за мултикултурализам шириме што има врска да биде турчин? Интерес. Моето либе е извадена е нацијата, етничката припадност извадена од целата приказна. Иако да бидеме искрени, тоа што не го знаат кај нас, кога ќе кажеш бегот, поише од 70% од слушаите бегот кај нас бил етнички македонец кој примил ислам. Знаеш? Мислам не, далеко е тоа. Ниту бил етнички македонец кој примил ислам, не бил етнички македонец во денешната перцепција за етнички македонец. Тоа е ваше мислење за кој бил бегот. Бегот можеби најдобро знал за него, ама бегот не е меѓу нас за да го прашаме. Видите, кај нас главно, ама не е тоа само кај нас, да не се издвојуваме како последен случај. Многу треба да се прави разлика што е фолклор во толкувањето на минатот и она што е што е работа. Видите дека станува например сега некогаш ние добиваме зборуваме за минатото како низ на фолклорот. Или тоа што што настана во 19 век кога представата на османлиите или на турците, на муслиманите е многу негативна. И затоа што тоа е фаза кога се создаваат тие национални движења и фаза кога они бараат формирање на сопствени држави, а тие сопствени национални држави
на балкански народи се формираат на просторот на таа Османлиска империја која се распаѓа во тој период. Зашо не бил бегот македонец? Немало бегови македонци, имало чорбаджи, имало коџабаши кои биле дел од системот османлиски на управување и во градовите и во селата. И некои има по почеток на 19 век има одредени чорбаджи коџабаши кои се мокни економски мокни личности христијани ја ги наречам, кои се толку мокни што може да му пратат писмо на султанот и да му кажат свое мислење и да му се спротивстават. И тие постојат, и тие се дел од системот, и тие се, ако сакаме да кажеме вака користејќи го овој термин, тие се можеби нашите бегови. И тие се дел од локалните совети со кои управува, например во Скопје сите знаеме во Скопје за Хавзи Пашини конаци. Да. Во Злокуќани, нели? Тоа се конаци изградени од Хавзи Паша, тој од ревот на тие едни семејство на да прави орце таму. Семејство на тетовски паши на Реджеп Паша татко и неговите синови Хавзи Абдурахман. Тоа се големо мокно семејство на османлиско семејство. Хавзи Паша во еден период е тука во Скопје престојува, нели ги гради тие Хавзи Пашини конаци. Еден од неговите најдобри соработници е Хаджи Трајко, односно градителот на црквата Света Богородица. Може ли значи тоа е дел од системот на управување. Че јас сум бил во Израел, само што бев 2 пати в гробот, 3 пати на Зашто може Хаджи да те викаме? Како сакаш Хаджи? Хаджи Столе. Две прашања. Едното е околу ова со Ташкоиш, го чита сега пак тоа е литература. Според тоа што го пишува во некои книги и има тука некоја вистина, ако направиме паралела со денешно време, кој ги менува партиите? Оние што има што да изгубат, кои ќе изгубат власт, што имаат пари или украли. Вели, најчесто се потручувале, односно ја менувале верата, богатите, вика, Срби, вика, во Босна и Херцеговина, вика. И има еден диалог, тој што му е слуга му вели на овој потручениот Србин, сега ќе дое наше време, Русија, ја Москва ја гледаме од тука, она ќе ја победи Турција, Панско-ниската империја, и ој му вика, јас бев господин и бек и не знам како, и во ова време, ја ќе бидам првиот кој што ќе биде близоки со русите и ти пак ќе бидеш слуга, јас пак ќе бидам господар. Деме кој ќе се сврти ако треба. Да, мислам, мал е процентот на тие што би имале многу имоти што биле мокни, па што го прифатиле. Мислам, мале процент на мокните во однос на целокупното население, но исламот го прифаќале не само тие што имале некако си економски интереси потреба да го прифатат, него го прифаќале и обичните луѓе, и селаните, и луѓето во града што живееле. Знаете, торбешите дел од тоа? Па не, па торбеш само по себе навреден. Тие муслимани, па така се вика тоа. Да, муслимани кои кои зборуваат македонски, кои го имаат прифатено исламот, но такви постојат, кај нас се ги нарекуваат торбеши, не многу баш популарно име, во Бугарија нели ги имате терминот помаци, во Босна се ги зборуваат, нели, тој српско-хрватско-босански веќе наш, или како го велат они по некој наш јазик. Во Албанија исто така доста има прифатено, албанците предадат муслиманите нема, да османите нема, нели, муслимани, бројот на муслимани многу мал процент изолирани места. Со доаѓање османите се прифаќа исламот во повеќе места, се прифаќа и во Грција, и кај гракофони, и кај албанци. Голем број на луѓе албанци кои што биле на дворот, премиери, биле министри. Кога доаѓаат турците овде, односно кога доаѓа Османската империја овде, тие доаѓаат овде како азијски народ, азијска група на народ. Се враќаат назад со доминантна хаплогрупа R1A и R1B што е европска. Така што, извинете, мислам дека повеќе турците примиле од нас, од ние што сме примиле од нив. Вака ако ги гледаме големите историски текстови. Тоа е нормално, турците биле империја. Па сите султани се женеле со русинки, со украинки, со словенки. Така да, тоа сакам да ти кажам. Тоа биле мултикултурни кралства. Нема врска тоа денешната перцепција ние што ја гледаме. Тоа се вика оплеменување на нацијата. Тоа и Александар Македонски го правил, нели со ги женел генералите со персики, така? Да, не навлегувам во тие политики, не познати. Па ќе кажам, не е така едноставно се во историјата како што се некош како што се мисли. Се портретира. Да, така што добро, фактите барам многу повеќе читање барам.
нашата поврзаност историска со Израел. Што имаме ние со Израел? Димитар Влахов бил во Меджлис, бил и Гурион. Бен Гурион, основачот на бил комунист, социјалист, ама па и Димитар Влахов бил социјалист, што бил он? Да. Значи иста политичка група биле во Мислам дека има и Илицу Талавив, Димитар Влахов, што се... Поврзаноста е што ние сме гласале, Бен Гурион многу го бил благодарен, него пуштил Едвард Кадеј да оди на, не знам, на основањето на израелската држава, да присуствува тама на некоја свеченост, а Тито го пуштал, сега некоја игра била политичка, гласал Димитар Влахов за Израел, одлука во парламентот да се донесе, да добие можност за држава на тој простор кај што била Османската империја кој што го држала, нели, тогаш там Палестина. Да, познато е тоа пријателство, односно познанство, ја би рекол, може би повеќе отколку меѓу Влахов и Бен Гурион, затоа што поради тоа нивно познавање од времето на Османскиот пред кога биле представници во Османскиот парламент и постојата но да зборуваме за пријателство меѓу народи или како што ние им помогнавме, ја не би зборувал во таа категорија. Претенциозно е тоа, така. Па не знам како да кажам, ја не можам да зборувам во името, постои пријателство меѓу народи, како може се 2 милиона тука или 5 милиона таму, ви сите да се пријатели? Разбирате, не се ни познават па завидат пријатели. Во таа смисла зборувам, инаку дека постојат одредени блискости на културите се препознава, се смета за поблиски или за кој се пак резултат на одредена политика која постои меѓу тие држави, за да се зближат тие народи. Ние со грците, особено па со северниот дел од Грција, односно што грчка Македонија, егејска Македонија, колку споделуваме сличности, многу така, и може да се сметаме нели пословно блиски, а суштост политичко ќе погледнеш, очи си извадиме, така? Да. Тоа кажува за политиката, колку може да помогне или да одмогне на... Колку е моќно влијанието на историјата во политиката. Сега ни со ова версија, колку има тука историски ракопис од Британија за малите држави во заливот, затоа што со ова ќе направам некоја паралела. Кога почна интервенцијата на Украина, претходно имаше говор, така ли беше Златан? Да, на Путин, каде што тој имаше силен историски набој. 80% одговорот беше историја. Да, историски глупости. се користи историјата за да замилитаризира одредена нација. Значи во однос на за актуелни случања, таму најмалку има историја, таму има повеќе за некои други интереси. Нафта и шо и да е. Ќе се каже времето. Историјата колку влијае на политиката, тоа влијание не е само еднонасочно, ја би рекол дека смешано, значи не можете историјата не може да биде злоупотребена од страна на политичарите ако некој од историчарите не даде легитимитет на тоа. Разбирате, значи не може сега ние ќе изиграваме жртви, да, политичари, што ни прават сиротите политичари. А после тоа кој политичарите кога зборат позади наредени историчари. Ме разбирате, или кога одите на конференции заедно седите во прв ред со политичарите. Видите дека е научна конференција. Значи не може тоа да викате после ние политичарите да остават историјата на историчарите. Тие работи мислам дека но ајде да во однос на ова историјата да, одредени политичари сериозни држави сакаат да прочитаат историски анализи во смисла за да имаат подобра представа, за подобра разберат сегашност. Па да сватат кои се луѓето, која е културата, какви се односите. Како беше историјата е мајка на знаење. Историја е магистра витае. Значи учителка на живота, да, значи да го користат, тоа го прават тоа. И дали е направено во случај во војна помеѓу Израел и Иран и Америка и Иран, не знам, тоа нема ни представа, ниту би сакал да коментирам такво нешто. Но оно што случајот со Русија и Украина, тоа што Путин го направи, тоа нема врска со историја. Тоа е еден историски историчарите го нарекуваат историски ревизионизам, кој служи и за негирање буквално на еден народ и негирање на некои работи од минатото кои се имаат случајно и служи за да легитимира одредена политичка цел и воена. И во случај која се остварува преку воени средства. И тоа што тој памфлет политички во однос на минатото за Украина, од страна на Русија, на Путин и неговите историчари,
кои се и дел и од тимовите за преговори со Украина, тоа е страшно по мене. Но оно што е страшно е што Тие велат Украина, Киевска Русија е основана во Киев, така? Тој фамозен мит за основање на руската држава. Не личи како од Бугарија некој се обраќа. Не, идентично не постои. Па тоа значи беше фатално слично. Второ не може, прво не може една држава друга да кажува на другата држава која што е, како е, зашто е историја. Таму го негираат постоењето на украинците и на таа украинска историја, на тој идентитетно и та култура на украинците. Тоа е исто така многу важна работа. И трето за мене е погубно да историјата и тие историчари таму што се ставиле во служба на таква политика која те резултира со многу жртви. Тоа е страшна војна. Ја мислам дека се уште ние не знаеме овде кај нас што навистина се случува таму и како е нивото на жртви, дури што мислам дека ќе ги надмине и оние злосторства што се направени во поранешна Југославија, во Босна и во Хрватска и Косово. На Блискиот исток, Среден исток, тоа Османска империја поголем дълцак што. Да. Ние со палестинците и после британците се мешале, така ли? Добро, да, тоа е точно, да го слушнам. Сме биле уште држава. Да слушнам кај вас, да, точно е дека до пред 100 години Багдад и Скопје се во една иста држава и тоа е точно. Багдад и Скопје. Да, го слушнам кај вас, нели беше во 77 и тоа е точно, да, тоа е така. И тука би дополнил дека да, и во Скопје, или не само во Скопје, него човек што би се родил, да кажеме, во Кајро, и го почнал својот живот во Кајро, на крај би можел да го заврши својот живот во Кочани. Или во Тиквеш, во Кавадарци. И има такви примери, особено на луѓе кои се дел од тие муслимански мистични братства, кои патуваат, учат на разни места, школи. Бектешите, например. Па не за бектешите, например, не знам, за Рифаи, за Накшбенди, сега да не ги набројуваме, некои што многу малку се познати, особено на македонците, мислам дека па воопшто не им се познати. Така што тоа е нешто што е нормално. Или некој што е роден во Битола или во Костур, да својот живот го заврши во Александрија, каде што е по крај на 19 век преди тие економски миграциони движења во потрага по исто денес. Иста држава било тоа, така. Да, тоа е иста држава се добро, Египет веќе не е крајот на 19 век, но се населуваат во Дамас, не знам, или на пример тој што е управител на Косовскиот вилајет, да е по потекло Курт, да кажеме од Диербакр, ама 10 години да живее во Скопје. Или јас сум приметил во некои документи османлиски, баш од крајот на 19 век има јазикот кога го читате, гледате силно персиско влијание во самиот документ. Не толку турско или арапско, него силно персиско влијание, што може би укажува дека тој или е подсилно влијание на персиско образование добил, или некако има потекло, а па е така во еден одреден момент се нашол. Сакам да кажам дека таа империја толку е измешана и дека Скопје како дел од таа империја, да, кога се читало некои вести на главниот плоштад во градот за некои настани во империјата, се читало и за тоа што се случувало можеби во Бејрут и во Дамас. Да. Значи, сакам да кажам, тие биле дел од една таа политичка цели, но империјата е толку голема што тоа што се случува во едниот крај не мора да значи дека има влијание на другиот крај. Да, 1912 завршува, нели, сето тоа и сето станува на тие некакви си контакти што постоеле, но ти со текот на времето тие полека исчезнуваат и денеска не знам и дали веќе постојат. Зашто зборуваме тоа? Во тоа време во една држава живееле и Гоце Делчев и некој Абдур, како се вика во Сирија. Значи жители биле на граѓани на империјата, како да. Па да, биле како велат поданици на султанот. Вака слободно разговаравте, вие бевте член на историско македонско-бугарската комисија. Зошто ти доста тамо, Ринете? Чекај. Зошто се отидовте од комисија? Како? Малце подолго. И мојата намера да заврши моето учество во комисијата беше официјално 24-15 септември. Јас не сум повеќе член. Иако претходно веќе 2 години немав намера да бидам бидејќи од член на комисија, бидејќи едноставно се гледаше дека не може вака да продолжи, а немаше ни политичка воља да се менува нешто. Иначе официјално да, ние сме тие договори што ги имавме ни стекани и владата избра нови членови. Објаснувањето на владата беше
односно на председателот на премиерот беше многу опасно по мене, затоа што он влезе во улога на да суди кој заштитува, кој не заштитува национални интереси и он да ги одредува што се национални интереси, што не се национални интереси. Премиерот Мицкоски кој? Да, Мицкоски, и на тој начин он направи тогаш сериозна поделба во академијата на кој он исто така сам се декларира дека припаѓа. Нели како универзитетски професор. Добро, кој би требало да е чувар на националните интереси ако не премиерот и председател? Па најмалку ја мислам дека треба во нашиот случај да бидат премиерот и председател чувари на националните интереси, и второ кој одредува што е национален интерес? Еден човек? Гласачите на избори? Не. Чекај. Прилика во демократија. Чекајте, застанете. Дали на референдум за учебниците по историја? На тие избори не гласале сите за одредена политичка опција, гласале и други. Така што има некои работи што во демократските општества да многу пати треба да се повторува кај нас. Демократијата не почна и не завршува со изборите. Туку таа е постојана без избори. Јас не реков дека... А вие на избори излегувате со одредена агенда, нешто и нудите на граѓаните у случај... Не, јас не излегувам на избори, не им нудам ништо на граѓаните. Не, но политичарите излегува и тие велат, ова со Бугарија за нас е неприфатливо и народот тоа го прифатува. Што е неприфатливо за политичарите? Да преговарат за историјата со Бугарија. Зашто преговарат се уште? Сериозно прашање од ваша страна. И па ќе го поставите на премиерот, не? Да, ќе му го поставам. Ете така, ама ќе ве земам за збор да ви постави. И сум го прашал, да. Но и ќе го прашам следниот пат кој ќе дојде. Дека тоа е од минатото земено и дека они сега мора да продолжи така напред. Сироти, они тешко ни. Како со името што требаше да го вратат. Не сакам да влегувам во политичка дебата, најмалку сакам да кажам за постапките кои се прават се неозбилни и само може да направат повеќе проблем на самата влада отколку на кон тие кон кои се упатени тие пораки. Тоа се сериозни, бе и сериозни клевети нормално, но ете, како и кај нас многу работи што поменува така лесно и вие бевте предавници, сега никој не зборува, никому ништо. Овие ќе си каже времето, и јас можам кажам за она што сме го работиле ние тогаш кога сум бил јас член на таа комисија. Нашиот пристап беше како да помогнеме во надминување на тие спорови што ги спомнавме на почетокот, символички спорови помеѓу двете држави, со меѓусебно взаемно разбирање и како да при тоа користејќи доста позитивни примери од Европа и светот. Работата е што другата страна никош тоа не го свати како момент на надминување на спорот, туку како момент за алатка за користење на политички притисок врз државата. Но не знам како не го замислија тоа, но во ниедна варијанта тоа е невозможно да се оствари. Бугарските историчари, членови на комисијата не се сменети, така? Не, основата кај нив е иста, само мислам дека има една промена кај нив затоа што еден од тие членови се повлече од комисијата поради негови причини. Не ми се познати мене кои се причините. И на негово место дојде друг човек. Додека бевте во комисијата одлуки, зашто донесовте? Тогаш имаше тогаш се донесоа одлуки. Одлуките беа донесени во време кога и двајца од сегашните членови на комисијата беа тогаш. Литовски и Георгиев. И они учествуваа за Кирил и Методи. Значи донесени се препораки за како да се подобрат учебниците, поред наше мислење како да се подобрат учебниците по историја за она што е кај нас 600 дерење, кај нив 5 клас, тоа е единствено главно на периодот на античката историја. И се донесоа препораки за заедничко чествување на Кирил и Методи, Климент Охридски, Наум Климент и Наоми и за цар Самуил. И тоа беа донесени тогаш. Што беше донесено за цар Самуил? Препорака да се заеднички да се чествуваат меѓу двете држави по јубилејни моменти. Како би го чествувале заеднички цар Самуил, кога цар Самуил е феудалец од средниот век? А зашо? Па тоа е иронија. Зашто е бил македонец или бугарин или... Значи не е поентата прво вака. Да го извадиме од гробот цар Самуил, не мора да го вадиме од гроб никого, нема потреба да повампируваме никого. Токму поентата на тие заеднички чествувања за да не се повампируваат тие луѓе заради националистички цели. Поентата е како тие символички спорови кои одредени личности да ги преврнете во нешто што би било
момент на зближување, на разбирање, а не како извор на конфликт. Вие не можете да игнорирате дека Климент и Наоми или Кирил и Методи се дел од историската традиција, дел од културата на Бугарија, како што ниту бугарите не може да не го негира тоа. И поентата е, ајде да го направиме тоа на еден начин, современ, да не мора да се расправаме. Но очигледно е, ние тоа го видовме во текот на нашите дискусии, особено, например, јас би спомнал нашиот предлог за заедничко чувствување на крајот на Првата светска војна, па и за предлогот за Григор Прличев, каде што ние им рековме дека можеме трипартитно да го одбележуваме. Григор Прличев е добил награда во Атина за Орматоло, за Прва светска војна, за дека тој дел, дури пазете, тој е учител и во Тирана во еден одреден период. Значи тој бил дел од Тирана, да кажеме, да, бил дел тоа словенско училиште, но таму што и ние можете да ги користите тие моменти. А во однос но тоа нормално беше одбиено од Бугарија затоа што едноставно видоа дека не, ја мислам дека видоа дека со тој начин се нарушува нивниот пристап, се подкопува нивниот пристап, тој силен изразен националистички пристап. А во однос на Прва светска војна е пример како заедно со балканските војни, пример како овдека националистичките политики довеле до уништување, до човечки жртви, до економско уништување и дека може да користиме крајот на Првата светска војна да се одбележува на начин да се испрати порака, ете видите колку може да биде негативно, има негативно влијание, колку може да биде лошо нешто што таа националистичка политика и да се одбележи крајот во почит на тие жртви, дали стварно збор за војници за цивили, во смисла да не се случува повторно, како што тоа се прави и во Европа. Тој спомени на Јудек, што се? Нормално тоа беше одбиено од страна на бугарите, односно беше одбиено на начин што они тоа го гледа исклучиво како бугарска историја, не рековме извинете, ама ние немаме потреба ниту намера па да чествуваме бугарски празници, некако сакате меѓународен, похуманистички пристап да му дадеме, тогаш во ред, доколку не сакате, тогаш едноставно не може да се договори. А околу заедничкото чествување на Илинден имаше некаква одлука? Не, никогаш не било, ниту пак било наше различување. Затоа што политички нели имаше и обид една година да се случи тоа? На политичко ниво не се, тоа со политичарите. Зборувам за нас. Историски, да. Не, воопшто никогаш не било предмет на дискусија, или ниту пак некој од нас имал намера тоа да го дискутира. Толку можам да кажам. Во однос на други дискусии имало разни предлози, например и за одбележување на нас од наша страна. Имало за Холокаустот. Да се одбележува исто така не беше прифатено. Не се случило веројатно. Не, посложена е малце, видите. Има една работа. Кај нас ние добиваме представа за Бугарија, една која многу е овдека многу извртена. И тука јас ќе кажам и медиумите се виновни. Ние медиумите сме виновни, они што излегувате тропат глупости. Не, значи послушајте до крај. Многу е важно да се дослушаат луѓето. Има една работа. Не можете вие како него зборам, не можеме ние како општество да пренесуваме од Бугарија само што ќе каже Костадин Костадинов, Копејкин и се што. Да. Кога јас последен пат сум прочитал, кога последен или Коркачанов. Тоа се политички маргинални фигури. Особено Каракачанов во еден период. Ние ги билдаме со тоа што им даваме. За политиката кон Македонија очигледно не се маргинални. Не, се политички нема врска. За бугарската официјална државна политика кон Македонија не се маргинални. Колку пати се пренесени изјави од луѓе што има друга реторика кај нас. Слободно посочите ми ги пренесам сите. Зборам еве на пример за историчари, за интелектуалци. Знаете, тоа исто како да опушташ сега Југословски кој што нема ни партија или ништо да зборува. Каде се? Реагираат и во бугарското општество, и пишуваат, и во Радио Слободна Европа, и во Дојче Веле, и на други медиуми во Бугарија се појавуваат. Пишува и писмо во кое се подпишува, не ни се сладки на нас затоа што видите, затоа што има една работа кога ви реков, има што е проблемот со македонско-бугарскиот спор. Јас не сум сигурен дека македонското општество сака да си го реши проблемот со бугарите. Затоа што очигледно дека и на нам понекогаш ни требаат лошите бугари, на нам лошите не ја блогираме негде Бугарија. Не станува збор овдека за блокирање на Бугарија. Станува збор дали сакаш да го решиш проблемот или не сакаш да го решиш проблемот. Не станува збор за блокирање Бугарија, а да влегла Македонија пред Бугарија во Европска унија, па јас сум убеден колку и да ова малце акробации со мозокот, сум убеден дека ние би ја блокирале Бугарија поради нашите политички потреби, така? Но вака зборувам, јас зборувам за интроспекција да си направиме што сакаме ние. Зборувам за
зборувам дали сакаме ние навистина како општество да ги решаваме некои проблеми поврзани со Бугарија или над ни одговара Бугарија ваква каква што е, за да може некои работи да се ги продолжиме овде. Еве на пример. Дали на пример кога зборуваме ние за депортацијата на евреите, ние често зборуваме за Бугарија, нели? Бугарија фашистичка, Бугарија ваква, Бугарија таква, така? И точно. Бугарија е виновна за депортацијата на евреите од Македонија, од делови од Грција и од Јужна Србија во Треблинг. И тука не може никој да спори историски факт. Често зборуваме за бугарското општество вака, за бугарското општество така, но никогаш ние тука кај нас многу ретко зборуваме за спасувањето на пример на тие евреи. Иако и во тоа спасување таму има доста проблеми во бугарското општество, на пример за тие логори што се формираат кај што евреи се праќаат на принудна работа и слично. Не е така тоа спасувањето дека било луѓе што живееле стрекно и се. Друга работа. Колку од луѓето, често зборуваме за законот за заштита нација на Бугарија, така? Колку од луѓето овдека знаат кај нас дека таков сличен закон во 1940 година се носи во Кралска Југославија? И колку ние зборуваме за тоа? Има една, значи има една работа. Најголемиот проблем во историјата е селективноста. Значи тука треба се да се извади на рака, на маса и да се зборува за се. Во моментот кога се применувал тој закон во однос на евреите овде, ние сме биле дел од Кралска Југославија или Бугарија? За нас. Не, зошто ние сега бија анализирале Кралска Југославија и да кажуваме дека имало таков закон во Кралска Југославија кога ние во тој момент кога се товарале од овде евреите, познавам скоро сите семејства ги познавам. Тоа германците владеат тука, не бугарите. Бугарите владеат во името ги бугарите владеат овде. Оние кои ги изнесуваат евреите во Македонија имаат бугарски униформи. Може најголем дел од нив етнички македонци, но државата, нацијата која ја представува. Кој рече дека тоа не го направи? Бугарија. Значи сега вие мене ми зборувате дека ние треба да етаблираме дека тоа се случувало у Кралството Југославија. Не велам дека не случувало, окей, но во Македонија, овде каде што ние се наоѓаме во моментот на територијата на оваа држава која денес се вика Република, за жал Северна Македонија. Тоа го правела бугарската држава. И што е важно што го имало истиот закон во Кралското Југославија? Ама кој рече дека тоа не го правела Бугарија? Ајде вака да повториме за да се изслушаме. Ама ние требало да етаблираме дека истото го имало у Кралството Југославија. Значи вака, повторно, да повторам, многу е важно да се повторат некои работи за да не се изврнува. Значи никој прва работа што точно ето. И тоа е факт кој не може да го спориме за учеството на бугарската држава и нивната вина во депортацијата. Него зборувам кога зборуваме за темата и за местото на евреите. Дека многу е селективен ние пристапот. Дека ги игнорираме и овие работи. Ако сакате вие да добиете целата историја за што се случувало во тоа време, треба да се спомнат сите работи. За да добиете појасна представа. Но тоа не по начин да тоа се релативизира тоа што го правела Бугарија. Тоа е факт и тоа не може никој да го спори. Како што и во Бугарија правата има доста селективен пристап, зборува само за спасувањето на евреите, а не зборуваат за депортирањето на евреите и улогата на бугарската држава во депортирањето на таа популација од овие простори. Зборувам за селективност. Селективноста често се користи кога се сака да се манипулира политички со граѓаните. Не успеавте, се труевте. Сега никој ништо не зборува таа комисија. Вие често издагувавте, ама не успеавте се одбраните од многу стереотипи од наративот дека сте предавници, дека сакате историјата да ја продадете. Не успеавте едноставни работи кои што ги пишува во договорот и во протоколите, дека е тоа реципрочна работа, дека треба сите со консензус да гласате и во едната и во другата комисија, дека не разговарате за Гоце Делчев дали бил бугар или македонец, туку разговарате за неговото дело. Тоа не успеавте да го напроти, не успеавме. Ние многу имаше дезинформации, многу тоа видите сега, ние ако деземе со едно соопштение, со две соопштенија, ама ако под нас излезе за 10 соопштенија. Ама тоа и бугарите беа поактивни. Сега и они гледам не дават изјави. Ја мислам дека тоа е доста одличен материјал за вас новинарите да видите зошто е тоа така, зошто тогаш беше толку важна темата, а зошто денеска воопшто не е важна темата. И е легитимно прашање да се постави, но не е тоа мое јас да го поставувам. Видите, ја како медиум, како новинар, да се коштам за зборување. И тоа е вие од сега од дистанца. Ако
Ако молчевте, ќе беше поинаку или не? Не, ја мислам дека не беше ниту нашиот пристап беше да молчиме, затоа што мислевме дека треба да се комуницира со јавноста што се работи, бидејќи само збор за нешто што е во интерес на општеството треба да биде запознаено. И ние речи после секоја средба или имавме соопштение или одевме во некој медиум и објаснувавме што работиме. Значи доста често бевме присутни во јавноста. Би менували сега нешто вака од кој ќе погледнете назад? Во пристапот, во начинот на кој што разговарате со нив, во методологија, дали би инсистирале по секоја цена да бидат како фацилитатори, олеснувачи? Не, пристапот би бил од наша страна, верам дека би бил ист, јас не би го менувал во начинот на како работи, како сум ја замислил комисијата. Се разбира, комисијата никогаш не сме замислили никако решавање на историографски прашања. Додека во бугарска страна беше тоа така замислено и во нашето општество се создаде такво печаток дека ние решаваме историографски прашања, што воопшто ниту ми е било намера, ниту бугаризација на образование, на историја, на тоа више се политички квалификации, политички пароли, значи не решава, значи кажав еднаш и се повторно ќе кажам, пристапот беше како да се надминат одредени проблеми кои постојат во образованието, како тие не би потикнувале. Значи не може во нашите учебници да има бугарите се турско-татарско-монголско племе кои се занимава со грабежи. Да. Разбирате, тука има елементи на расизам, тука има како лондонски џак и осе има елементи на расизам, како што ни во бугарските учебници не може да воопшто да отсуствува, да не постојат. Или на пример нема бугарски фашистички окупатор. Тоа е терминот бугарски фашистички окупатор. За ова се согласуваме, за тоа биле грабливци, тоа е лудило. За бугарски фашистски не се согласувам. Треба да биде бугарски, не може сите да се како нацистичка Германија. Фашистичка Бугарија може да зборувам. Мој став. Значи, јас зборувам сега за тоа што е наука и истражување на тема Бугарија и Втора светска војна. Терминот тој фашистички окупатор или фашистичка Бугарија често се користи, најмногу е употребуван и воведен, да кажам, од страна на комунистите. И во Бугарија, и во Југославија, во Македонија. Не од ВМРО-вците. А ВМРО-вците го бранат се. Зависи кој ВМРО-вци има ВМРО-вци, што се со таа Бугарија. Тогаш не зборувам, не зборувам за денешно ВМРО. Односно за ВМРО ДПМН, политичката партија. И тој термин доста се користи. И дури се продолжува да се проширува, да кажеме, временски, да се користи за периодот 30 и 20 години. Сега, во еден период во 60-тите години веќе почнуваат во Бугарија некои истражувања да се појавуваат и текстови историски каде што велат дека 25 и почнува 30 тоа не е фашистичка влада. Ама тоа е идеолошка внатрешна карактеристика со која определуваат карактерот на бугарска влада. Значи тоа е идеолошка борба. Значи на комунистите против овие што се десница, крајна десница кои влегуваат во фашизм. И многу луѓе тоа што не се многу луѓе што не се фашисти влегуваат во корпусот на таа група на луѓе што се именувани како фашисти. Во Бугарија во 30-тите и особено во Втора светска војна има фашистички организации. Има фашисти кои се дел од власта. Но оно што е наука, зборувам надвор од оно што се работи во Бугарија. Не ја дефинираат Бугарија како фашистичка држава, дека има тој страшен репресивен режим кој се воведува во Бугарија, кој меѓу другото и доведува и до депортацијата на евреите од дека не го дефинираат како фашизам, во оној форма на фашизам кој постои во Германија и во Италија. Ме разбирате? Таа е сојузник и тука не може да се негира и тоа не може никој да им го избрише. Не може да, како велат, да ја заборавиме таа историја, како што денеска во Бугарија некои сака да ја заборават историјата на времето на социјализмот, на Георги Димитров и тие односи помеѓу Југославија на Југославија и Бугарија во тоа време. Тоа е тоа што го кажува науката за бугарското општество. Значи, постојат фашистички организации, постојат фашисти, дел се и од власта, генерал Луков, например, но самиот тој репресивен, авторитарен режим не го дефинираат како фашизам, како во Италија и во... Извинете, имам подпрашање на тема, ве извинете. Значи, сакате да кажете дека за време на Втората светска војна Бугарија не била фашистичка? Вака сега.
Кажа бе, Значи, не можеме вака да го водиме ние разговорот сега. Не, извинете, ја не знам, јас сум лаик, не знам дали била фашистичка, појма нема од историја. Значи Бугарија, Дали тој Бугарија авторитарен, значи Бугарија е дел од фашистичкиот сојуз, значи тој како го викаат Тројниот пакт и така натаму. Во Бугарија има фашистичка нација, во Бугарија има фашисти во политиката, но јас ви кажам, ја ви пренесувам дебатата сега за наука, за И поради тоа е проблематично кај нас на спомениците да има бугарски фашистички окупатор. Ја не знам зашто е проблематично тоа ќе прашам во Бугарија, они знаат да го да кажат. Они Бугарија има една работа, они не сакаат, зашто кај нив е тоа проблематично. Они не сакаат, како и сите националисти историчари, никогаш не сакаат за државата да се пише во негативна смисла, него секогаш да се пише позитивно, дека никогаш не се направиле глупости. Така може да се разбере зошто во Бугарија не се зборува за депортацијата на евреите. Подредени политичари, особено од ГЕРБ и од десницата, кога одат во Европскиот парламент или на било каде, прават изложби за спасувањето на евреите, заборавајќи воопште ги за депортација. За негативни од тука јас мислам, не се соочуваат не сака да се токму така, не сака да се соочат со тоа што им е нивното минато и со тоа што е, како го нарекуваме ние, болното минато. Што беше прифатливо или не стигнавте за Втора светска војна? Не, не сме разговарале за Втора светска војна. Бугарија беше дел од фашистичката... Не сме разговарале воопшто на темата Втора светска војна, не заглавивме во некои теми со средниот век и воопшто не. Средниот век? Ке што не постоеле нации. Зборувам за теми од средниот век во учебниците, повторно ќе кажам, значи не е тема на решање на историографски прашања и проблеми. И кога ги спомнавте ти фасилитатори, значи нашата цел не беше тој предлог наш е даден уште на првата средба. И идејата не е за да тие дојдат и да бидат арбитри, суди, да одлучуваат, денеска се македонците во право, утре да кажат не, бугарите се овој пат во право, или обратно. Туку беше како да помогнат да комисијата дојде до јасна методологија која може да даде резултат. И дојде ли комисијата? Да, не дојде затоа што од другата страна ви кажав неколку пати, значи пристапот на бугарите беше гледан како вие треба да направите промени, а кај нас е све идеално. Они под заедничка историја тоа не значи, тој пристап кој нема да го реши проблемот, туку напротив, ниту пак ќе можеме да дискутираме на тој начин, ниту пак некако го реши. Јас и вие се согласуваме дека во моментов постоењето на таа комисија е тотално непотребно. Не, комисијата може да помогне, но начинот како работи и тоа е значи не знам сега како што се случува, бидејќи не малку информации имаме и ниту пак би сакал да коментирам врз основа на малку информации, но може да помогне, но за да помогне мора да се има јасна методологија под која ќе работи. Таа методологија мислам дека треба да следи одредени позитивни примери од Европа, кои и се дискутираат и кои се дел од работните тела при Советот на Европа и па дури би рекол и ЮНЕСКО, а се применува и од разни научни институции кои се занимаваат со овие теми. Ама може ли вака се стати? Јас во некои дебати сум го слушнала зашто се најпомпа толку работите со таа комисија. Таа комисија беше всушност измислена како секоја комисија да го реши политичкиот момент, да го намали, да ги намали тензиите, а ништо всушност да не реши. Тоа беше средство за решавање, а не беше проблеми пречка. Оваа комисија беше создадена за нашиот пат во Европската унија да зависи од неа. Странците не бугарите тоа го сака. Значи таа комисија е создадена единствено за ние да имаме начин како да бидеме уценувани при нашата интеграција во Европската унија. Кога зборуваат за заедничко, они мислат тоа општа, они мислат нивна историја, или? Па они тоа го разбира заедничка историја како една историја на еден народ, ама од 9 век до 1945 година, кога Тито решил дека преку ноќ ние ќе се разбудиме и ќе станеме македонци, што е, да кажеме, таква будалаштина одамна не сум слушнал. А пред тоа ни да дојдат тука што сме биле ние? Кој пред они да... Значи, нивното разбирање тоа... Они си беа тука и има одговарал историјата. Значи, они си земат и го прават толкова врз основа на таа политичка и на митот. За Александар Македонски не каде зборат? Не, тоа не очигледно не било во интерес. Значи, они тоа како го разбираат тоа. Но таквото разбирање е туѓо за оно што го нарекуваме современа и опште за науката. Јас присуствував на една така интересна дебата, се фатија за Свети Климент. Свети Климент, не се знае дали бил македонец, бугарин бил,
Има две, како се Ало, вика кога тие, бил жив Свети Климент, немало ни бугари, ни македонци. Житија. Како да ви или објаснам? како се У вика, денешна смисла на Теофилакти бугари и и Коматијани. македонци. Се едниот спомнал таму дека е во од бугарски земји нешто и по тоа вадат они, а викам добро, тоа е една книга, викам, од секоја книга има субјективитет. И се прави паралела со атентатот на Киро Григоров. После 100 години историчарите кои ќе пишуваат, една книга има само ја напишал Стојан Андов. Зоран Петров, он ништо не кажува, колегата, и Стојан Андов, он вика фршковски. И што правим? Треба да знаете тоа е кој бил, кој што го вештината, напишал тоа. тоа е уметноста и вештината на историчарот, Како да го издвоите како да не ги зема здраво за субјективитетот од секоја готово. книга, да. Добро, тоа е вештината на историчарот и тоа е работата на историчарот, да не ги зема здраво за готово сите извори, него да критички да пристапи. И има методи и алатки како се прави тоа, за да може да се избегне да влезе некој во таа стапица. Едноставното препишување на изворите, такви какви што се, тогаш не ни се потребни историчарите, едноставно земи прочитај го и односно преведи го прво, затоа што споревте вака, дали е българин, дали Не сме спорили, бидејќи мислам дека е глупава е дебата, збориме дали македонец или бугарин, бидејќи не е. За Кирил Методи како? Тие се повеќе се тие христијани отколку што се било што друго. Повеќе тој разговор за Климент се водеше на колку е важен и колку е за денешните култури, и бугарска и македонска, и тоа е. Кажете дека Бисер интересен, што така? Не би ја претворил сега јас да разговарам. Не е за говорење, ама не е тоа некој си пинк реалити шоу, па. Кога ви беше најнепријатно, така најмачно се чувствувавте? Имаш ли такви моменти? Или друго е надвор кој излагувавте, друго е внатре така, бевте полајт, учтиви. Не видите се, секам имаше еднаш еден медиум ширеше, како велиме, лажна вест. Да, дезинформација. Дека имало тепачки и такви работи. Тепачки. Од што е, треба да се гледа тоа низ призма дека некој сакал подстојано Како се седнале со бугари не се тепали. Зашто ве пратите? Значи тоа го гледам таквите информации кои не е единствена и гледам само како дел од една политика, кампања за создавање на тензии, не за реално информирање на тоа што навистина се случува. Тешки се тие срби се долготрајни, тие по 2 дена траат, тешки се измачувачки се, затоа што особено на крај кога веќе повторувате аргументите дека видете не можеме овака да продолжиме, мора да се наоѓа чаре. И излезе од ова решение, излезе од решението, еве ние го нудиме, а вие што нудите? И сега вие повторувате и тоа више стануваше. Како личи дебата како парламентот или имаше ред некои модератори? Не, има како секој нормален разговор, се знае ред кој кога говори, за што се зборува, однапред утврден дневен ред и така натаму. Тодоров, ви сте ли дека најсилните империи најјаки предмети во образование им биле географија и историја. Британците и географија многу политички има исторички. Вака што во Македонија и Бугарија не може да најдете историчар денешен што ќе каже лоши зборови за властите во минатото, во Бугарија, во Македонија или било каде, за лоши особини, не знам, лошите политики на ВМРО историско. Денес некој македонски историчар да седне да ги анализира, не дај Боже ќе го распнат. Истото би се кажам пример, нека ме распнат. И истото би се случило и во Бугарија, да, ама не, сакам да ви кажам. Ги навредуваш историчарите. Истото е во Британија, само таму е обратно. Во Британија многу ретко ќе најдете историчар што ќе пишува добро за британската историја. Јас има ли, ај се овака да ја сортам, има ли новинар што би пишува овака критички што би зборува против власта или претходната? Да разговараме на малку на друго ниво. Главната на историчарот пристапот треба да биде критичкото преиспитување на минатото, а не да иде да биде гласноговорник на било која политичка партија или апологет, да. Да биде апологет нивен. Тоа е главна работа. Доколку тоа не е, тогаш историчарот за ВМРО не сме да кажуваме ништо. Ја не прочитано, може ќе ме разбедите. Кај нас можеби за самата студија има. Се разбира дека има пишувано за или за комунистите кои не смееше. За комунистите сега се пишува доста. Па тоа ви кажувам многу за самите историографија. Историјата мора да биде наука, мора да биде ослободена, да има слобода во пишувањето и да не но дека ќе има реакции вакви или такви, тоа не минува. Кажа, во Втора светска војна кога биле бугарите тука, ВМРО во најголем дел биле соработници. После во Аснов имало и ВМРО-ци, така.
Меѓутоа, голем дел од нив биле или кметови или со. Добро, тоа што е ВМРО што го нарекуваме тогаш што се различни идеолошки струи кои прибегуваат од тоа номинално од илинденскиот период ВМРО. И тоа е долга тема и тоа не се пишува многу кај нас. Како што за Теквешко восстание не се како за Охридско, албанците со работката и ВМРО. Па видите, има многу интересна работа. На време тоа восстание у 60-тите години се гледа како Охридско Дебарско восстание, се гледа како албанско восстание, воопшто не се зборува за некакво учество на ВМРО, да. За да денеска се зборува повеќе за ВМРО. И ви кажува колку ствари во тој момент така сметале дека треба да се представи, а денеска вака смета дека треба да се представи. Тоа е минато. Да завршуваме полека. Да не остана уште некои теми. Да, остана тоа со За Олимпија сега од Епир или од кај беше тоа? Кој е Олимпија? Не знам. Злајнка била таа, ајде добро. Ако не знаеш, не сам да не зборуваме. Вака, ова со реформите во високото образование. Едината на историјата. Во Скандинавија не сакаат да ги замарат премногу децата со таква историја која што обременува и прави тензии, сакаат нешто помодерни раскази кои што ќе бидат повеќе поуки, кои што ќе им користат во животот да бидат поразвојни, покреативни. Која е судбината на историјата во нешто време? Ќе бидат општествени науки, имаше ден таков обид кај нас. Имате ли студенти се помалку кај нас во институтот? Јас не сум слушнал приватен факултет да организира историски кај нас нема. Не, кај нас нема, но има. Што? Зошто не е? Во светот има. Не е исплатливо. Не, во светот има, се разбира, него кај нас нема, зависи од каков е системот на високото образование, дали е приватно или е државно спонзорирано. Институтот на македонска историја не се од Македонија, односно не завршиле образование во Македонија. Главно сите имаат завршено додипломски студии, но има еден број, можеби, не знам, 6-7 што се со постдипломски докторски студии надвор. А странци имаме? Странци како вредовно вработени не може да бидат вработени затоа што не се државјани на. И како не може да се Па бидејќи не се државјани на Република Македонија, не може да во дозвол се вработиш, може. Не може да бидат гостински професори, истражувачи, гостински тоа може да бидат, но постојано вработени мислам дека законот, но не знам како е регулирано тоа. Дека од време на време доаѓале странски истражувачи на студиски истражувачки престои во институтот, да, доаѓале. Во Институтот за национална историја во контекст на прашањето на за наставата по историја, ние во институтот немаме додипломски, немаме постдипломски докторски студии. Бројот на студентите во последните години е намален, но споредба со минатите години. Во она што е настава по историја во основно средно образование, да, имаше реформа, имаше обид да историјата не се учи одвоено, него да се учи заедно со географија, со граѓанско образование. Општествени науки. Да, но тоа беше именувано историја и општество. И беше да се види колку е поврзаноста помеѓу историјата и географијата. Значи, преку зборуваме за географија, не зборувам за физичката географија, туку зборувам за општествената географија. Географијата има два тие многу важни сегменти. И граѓанското образование, кога станува збор за, не знам, политички системи, за човекови права, права на дете, да се види тоа низ призма на историјата. И тоа беше целта, колку што јас разбрав, да се види таа поврзаност и влијание и колку е тоа важно детето да се свати. Главната цел, ќе кажам како и на почеток, е за развивање на критичко мислење, се разбира да се созна детето и за идентитетот и на државата и за идентитетот на етничката заедница на која припаѓа. Тоа е целта, но она што е настава по историја и историска рефлексија на тоа што е историографија, односно состојба во историографијата, тоа требаше да се спомни уште на почетокот кога го заборави. Така што тоа е состојбата. Каква е, дали децата сакаат да учат историја денеска, сакаат. Ја мислам дека секој дете сака да учи историја доколку тоа се доколку тоа не биде направено на еден стерилен начин, како што го зборевме на почетокот, доаѓаш 40 минути збориш и си заминуваш. Но за се ова да се случува, многу е важно да има многу добри законски решенија кои ќе стимулираат и истражувачите и наставниците, а не да. Зашто би сакал да бидам наставник по историја ако ме плаќаат 30? Ајде тргнеме од тоа. Добро, да, професорите на универзитет веќе. Да, професорите на универзитет имаат сериозно високи плати, тоа е точно. Да, инаку да, наставниот кадар во основните средните училишта, за жал и по моје мислење, да, малку слабо е платен, треба да бидат повеќе платени. Но знаете, има една работа, платата
треба да се одвестува и на одговорноста, а во случајот наставниците на студентските имаат голема одговорност, и треба да образуваат младина. И педагошки аспект. Да, и има уште една важна работа, тогаш треба да се бара и поголема, ајде да кажем вака по економски терминологија, продуктивност, така, да бидат навистина вложени во тоа што се работи. Не е само да биде како во времето на социализмот, како што да работам кога земам плата. Да, плати брата, како беше? Земај плата. Што мислите за измените, за предлог измените во законот за високо образование? Ја разбранува сериозно академската фела, многумина обвинуваат на мешање на политиката и загрозување на инвазија во автономијата. Неколку работи, без да не можеме да влегуваме ние сега во детали, не имаме време да идеме член на овој член тој. Но една генерална. Но вака, прво мене на пример ми пречи многу начинот на комуникација на самата министерка и на премиерот со кој се обидува да ги дефинираат луѓето како неработници. Односно дека критиките доаѓаат од неработниците. Јас би кажал ова и дека се плашат од воведување на критериуми при избор на звање. Луѓето што критикуваат и што кажуваат дека има проблеми со новиот нацрт предлог закон, се луѓе што воопште не ги допираат тие измени во однос на изборите на звање. Тоа е една работа. Друга работа, најголемиот дел од критиките не се однесува на изборите на звање, туку се однесува на прашањето за автономијата на универзитетот. Тоа е втора работа, многу важна и целта, како што барем декларативно, официјално кажува владата, односно повеќе Министерството за образование и наука, дека сакаат, нели, подобра наука на универзитетот да биде подобро рангиран, за да вие имате добра наука, потребни се пари. Вие не можете со такава мало одвојување на средствата, сега колку е? Беше 0,1, сега е 0,4. 13 милиони за годишно ниво. Знаете што се 13 милиони? Евра, а во Словенија имале милиарди. Од тие 13 милиони баш прави колку ќе се реализира. Од 90% се заплатили 80. Значи со тоа вие не можете да барате од наставниот кадар од универзитетскиот. Државата за докторат, за тие работи за или за тие што се вработени, што докторираат, тие не, се разбира не, но за мислам дека 5000 евра е докторат на универзитетот кај нас, во Кирил и Методи. Не знам. Сакам да кажам ова, дека вие не можете да барате од наставниот кадар. Вие ќе правите голема наука, а при тоа да имате 0,4% буџет за наука. Значи не можете со сума 13 милиони евра, како рековте, да барате да бидете високо рангиран универзитет. Како ќе се рангирате високо ако вие не вложувате во истражување во наука? При тоа дека не станува збор за наука, за дали ќе пишуваме ние историја на животна средина во Македонија во социализмот, туку зборувам и за техничките науки, зборувам за тие науки каде што има потреба сериозна од лаборатории, од сериозни средства за испитување. Ево еден пример. ERC, European Research Council, Европскиот истражувачки совет, проектите за историја кои траат по 5 години, нивниот буџет е 1,5 милиони до 2 милиона евра. За историја зборувам. Сега замислете колкави се буџетите за медицина, за машинска, за техничките науки. Не можете да барате, тоа што сака да го каже владата, не можете да го барате вие од вработените, ако вие не им дадете финансиски средства. При тоа, и многу е важно јасно да се дефинираат критериумите за доделување на средства. Не може на друг начин да ги најдете тие средства? Се обидувам да бидам разбира дека може, да не навлегуваме. Може и се наоѓа во идентитет, ама не може да не даваш ништо за историја. Да, за историја освен нашата држава не би дал никој друг, се согласувам за тоа. Може би не, има фондови кои би можеле да поддржат проекти разноразни. Значи не можете вие сега, ние како држава ќе бараме од научниците да работат добро, ама идете барате пари по други места. И внимавајте што ќе откриете, ако ви дадат пари некој, ќе рече ако тоа не може, тоа е малце несериозен пристап и тоа е, значи ви рекам, важна работа, не можете да барате наука, не можете да барате напредок ако вие не дадете средства за истражување. Не зборувам за платите, зборувам за истражување. Например, во мојот случај тоа би било патување во странство во архиви, учество на конференции, набавка на литература, не да бараме на разни начини. На пријатели те молам пишем бидејќи ти имаш пристап до таа библиотека, те молам прати ми и тоа. Стварно да вистина треба малце посериозен пристап кон ова праш. Има и проблемот во однос на автономијата,
Има тука неколку критики од таму дека министерот треба да потпише кој е ментор. Нејасни се некогаш критериумите за избор во звање, треба малце појасно можеби да се дефинира, зборувам за тоа што е као критика што циркулира во академската средина. Например, мене една работа што ме пречи во цел на научно-истражувачка дејност пишува афирмација на национален идентитет. Начинот на како е формулирано, тоа е многу проблематично, тоа е сугестивно. Очекува нешто кој ќе одреди што е афирмативно, односно во случајот се очекува позитивно да се пишува. Разбирате, а основата ако мене ми е критичка мисла, во работата тогаш едното со другото се коси. Никој сега да ги пресечеме оние кои ќе сака да го извртат тоа. Никој не зборува да се пишува против македонците. Не, тама работа. Ме разбирате, не можете да барате во наука афирмативно, да пишувате афирмативно. Што е афирмативно? Денеска оваа влада ќе каже ова е за мене афирмативно. Утре ќе дојде друга влада. Не, тоа и се случува. Ама еве, знате, во и вие на тој начин само ќе ги значи прифатли ми е Дражо Михајлович, доаѓаат други, не е ќе мора многу кај нас шахти брусеа. Ти живееш во земја во која што бришеа шахти, брусеа, пошто имал некаков символ. И so what? Овде кај нас е многу работи се брусели во главите на луѓето, исти луѓе давале изјава еднаш за една историска личност едно, па за друга историска личност друго. Овдека е, значи, зборува, токму поради тие начини, многу е важно да имате вие законско решение кој ќе стимулира, а не кој ќе биде камшик и да казнува. Значи вие треба да стимулирате, а не сега ќе ги поттикнете можеби луѓето како да го изиграат законот. Вие сте за реформи, меѓутоа треба да Не, се разбира, не мора да направиме да бидејќи ова не е оди едноставно и не мораме да направиме. И јас ќе ви кажам еден интересен момент со Николовски прави. Но не на овој начин, мислам дека ова е погрешниот пристап. Со Николовски правам интервју и он вели јас направен сум 975 завршив на УКИМ. Сега правните факултети да се види колку јас тогаш имаше само еден, имаше две луѓе се пријавува, сега има 30 факултети, приватни има, значи он го оправдуваше затварањето на правните факултети на приватните универзитети дека да може само државата да го. Океј, ја викам, вака ако продолжите ќе ви избркаат од ВМРО да поманак. Зашто? 80-90% од министрите ви се завршени по приватните факултети. И он вика да, заради тоа јас што го зборам ова ме прави да ме нарекува над мен. Мојата перцепција кон овие работи е малку различна. Јас во Македонија не гледам сериозни разлики во квалитетот на високото образование на државните и на приватните универзитети. Може да полемизираме до утре ако сакаш за таа работа. Не, сакам да ти кажам дека на работа кај нас има многу приватни универзитети кои се поише резултат на не на некоја иницијатива за подобрување на образование, него поише бизнес иницијатива. Најодговорно го кажувам. Имаш два, ама тоа рефлектираше и на државните универзитети да се претворат во имаш два типа на бизниси што не треба да бидат во доменот на приватното, по моје мислење, ама например е здравството и образованието. Затоа што не можете од тие работи да правите вие, бидејќи бизнисот значи профит. И профитот е поважен отколку се друго. Ако ви е профитот поважен, квалитетот ќе ви паѓа. Добре, сега ако има не знам, сега медицински Harvard Medical School е приватно. Што знам, не медицински на приватно. Како? Да. Не, системот здравствен е кај нив е поинаку. Кај нас колку можат луѓе да отидат на приватно да се лекуваат? Па сигурно 5-6% од популација може да се А остатокот треба да оди на клинички центари да се мачи тамо, да здрав човек да влезе па да се разбира. Живееме во пазарна економија. Не, живееме во луда економија, не живееме во пазарна економија. Живееме во пазарна економија. Не е Британија луда економија. Добро, ако како ако зборуваме така, зашто не ги земеме добрите примери од тие држави, од Британија, од Франција? Ја немам ништо против да ги земеме. Не, па не ги земаме, тоа е проблемот. Проблемот кај нас, изворниот проблем не е во приватното образование. Приватното образование е лошо, тоа го знаеме сите. Но не рече никој дека е лошо. Но не лошо, не излегуваат добри кадри, еве ја ќе го речем тоа. Јас реков дека треба да се не мислам дека е неквалитетно. Изворот на неквалитетот кај нас е во државното образование. Односно на Универзитетот Кирил и Методи, како најголема научна институција во државата. Дека многу волонтерски изјава. Зашто ти не се запише на приватен, туку заврши на УКИМ? Како? Зашто заврши на УКИМ ти? Затоа што немав пари. Немаше пари за приватен? Да. Ако имаше пари, ќе запише полесно да поминеш. И моето образование за на УКИМ, јас го вреднувам 5 пари.
И одново сум почнал високо образование. Одново сум почнал високо образование, одново од нула сум поминал и додипломски и постдипломски студии и можам само едно да ви кажам. Златев, Оксфорд, Значи, што е, приватен или државен? Државен. Што е Кембридж? Државен. Па што се буниш тоа? Но, Столе, кај нас изворот е во ваквото државно какво ние што го имаме. И се додека не се свати тоа. Најквалитетните и највисоките во Франција школи, како се викаат и дали се државни? Столе, државни се, тоа никој не го негира. Ама никој тоа не го негира. Значи не е проблемот тоа што е државно, него проблемот е како се Проблемот е како е организирано. Проблемот е Не, уопшто ја прво ви еве ова што ќе го кажам можеби и на премиерот сигурно нема да му одговара. Но главниот проблем е колку од професорите на нашиот државен универзитет се синови на професори од претходно. Прашате го премиерот. Еве, ова не му одговара и него. Ама не му одговара и на Не мора да Пола правен факултет. Не му одговара ни на третина економски факултет. Не му одговара ни на цел филолошки факултет. Извинете. Поинакво мислење. Извинете. Не, мислам дека премногу увеличуваш бројката на тие што се да како велат кај нас деца на има во судството, дека после примерно не се сите примери. Ама тоа е природно. Не сите примери лоши, да се разбере. Тодоров, тука има и природна работа. Сега ако сте доктори, постојано со таа детето живее со вас. 60% е се очекувано да ве наследи да влезе во таа фела, затоа што цело време го гледа тоа, што друго во животот он. Докторски фамилии, докторски дружби, истото важи и кај глумците, истото и кај. Значи не има исклучоци сега, кај што има клапче непотизам, ама поприродно е Мицкоски да го браниме сега да стане машински инженер, отколку да станал доктор на пример. Столе. Која татко му е машински инженер. Ај сега го има една работа со на пример со клиничкиот центар, таму луѓето што работат се навистина се посветуваат на системот и недостатокот на средства кои се одливаат на други места. Луѓето им прави невозможна мисија се борат со здравјето на луѓето за кои они стварно посветиле голем дел живот. Еве сега ќе ти кажам. И така и со луѓето на науки. Има луѓе што вредно работат, се вмрежуваат, носат средства од надвор, носат, работат на проекти, сакаат да работат, ама државата мора да создаде здрави услови, стимуланси, да може да се развива науката. Еве сега ќе ви кажам здравите услови. На универзитетот кај што студирав магистерски на Кингс Коледж Лондон, само 5% од професорите се британци. Останатите се луѓе од странство кои дошле, што е добра. Значи што дошле да работат во Британија. Супер бе. Само 0,7% од професори, тоа се официјални статистики, своето образование додипломски, магистерски и докторски го поминале на еден универзитет. Тоа е таа мобилност. Ај сега вие преведете го тоа у македонски услови. Кажете ми колку проценти од професорите на универзитет Кирил и Методи смениле 2-3 универзитети? Значи, факултети нека шетат, например. Значи, можно ли можно е. Историски предмет од факултетот да го полагам на некој друг факултет? Не, да ми се признае таа мобилност. Значи, колку проценти? Не знам како беше. Порано знам кога студирав, јас не се признаваше баш. Колку проценти? Затоа што следиш одредена наставна програма. Се од странство 0%. Ние немаме еден странец што дошол да сме го да го вработиме, да речеме е добар научник, добар историчар, турчин да речеме, и да дојде овде и да предава Отоманска империја и да ги прошири и видиците на студентите и се живо. Такви доаѓале од страна истражувачки, како што реков, на нас одредени студиски истражувачки престојно вработен, не затоа што кај нас не е тоа воопшто регулирано. Тоа е прво. Можете не се не се ни размислувало во тоа. Чека, вие сте биле нели во Германија, сте биле студиски престои. Јас сум одел во Истанбул, имам и како гостувачки истражувачки професор сум бил на универзитет. И може, например, и денес, јас мислам дека во некои држави, како што се спомнаме, Велика Британија или Германија, може да конкурира човек на одредена катедра, да се пријави. Дали ќе те прима, тоа зависи од квалитетот. Полека завршуваме. Стварно не е толку, да не ги отвараме тие турски китапи, архиви, толку ли е страшно за Македонија или немаме доволно кадар, доволно не се плаќа за да го расшириме тоа. Они се отворени, они се... Не знам историчарите, јас знам барем тие што работат османлиски период, никој не е влегол со пристапот, страв ми е да видам што ќе прочитам таму.
Таму се оди се истражува, се преведува, многу дефтери се преведени од 19, од 16, 15 век и други дефтери и други документи. Таа империја пишувала све. Па да, има многу интересна таа архивска граѓа и за економска историја и за катастар, демографски, за миграциони движења, за сега, ама османлиските архиви не се само дефтери, во нив има сериозен број на документи кои се однесуваат на различни аспекти од животот овдека. Од проблемите со локалните самоуправи, со управувањето со градовите до сериозни проблеми, вклучително или днеското ВМРО со односи со Османлиската империја и така натаму и така натаму. Да завршуваме. Енциклопедија Британика. Преку неа диктираат своето влијание, го диктираше Британија. Што ќе напише Тони, тоа важи за цел свет. Може би така мисла Тони. За многу мали народи енциклопедија Бруталика ќе испадне. И на крајот Гоце Делчев што е, бугарин ли е са, да не е македонец, да не е влав, од кај не знам. Петар Тодоров, ајде. Гоце Делчев е кушанец, син на Султана и Никола. Првенствено. Многу е, за мене многу е, како да кажам, тоа прашање чие Гоце Делчев е толку е декласирано и толку е дел од во моментот, во контекстот во кој живееме, толку е дел од тоа од една политичка дебата, караница кај нас натре, отколку што треба да ни помогне да го разбереме кој е Гоце Делчев. Она што е важно за нас е дефинитивно дека тоа е личност која се борела за создавање на автономна Македонија. Ние тука се препознаваме. Тоа е важен за нас. И поради тоа ние го чествуваме како и поради неговата и са други елементи нерва. Поради неговата рано млад загинување како млад, како посветеност на таа борба на организирање. И од тука тоа е важен за таа наша национална борба и наша национална идеја. Но како да е тоа градирање? Ние сега го славиме Гоце Делчев, он е број еден национален, он е нашиот Джеймс Конли, плаше за ирците, нас не е Гоце Делчев. Но прашањето е, зарем нема историски фигури од неговото време кои имаат многу поголема историска сигнификантност од Гоце Делчев? Тој почнал релативно млад, највисоката функција која ја имал во внатрешната македонска револуционерна организација не била некоја толку лидерска функција. Затоа што не било важно може би функцијата како што е денеска важна функцијата. Не, чекај, за него не може да говориме, не од први други рани сега. Дали може би Гоце Делчев е мит? Повеќе од што е важна историска фигура. Не е мит, мислам. Не е важен, ама околу него има мит кој малку го бустира, нели, како да кажа. Па на пример, еве овие цитативи ние што ги читаме за светот, за културен надпревар меѓу народите се дел од проза. Да го направиме попаречен. Тоа значи дека некој потоа создавал мит, да. Една митолошка представа за неговата личност преку користејќи тие литературни дела. Дека тој е значен и дека е важен елемент, истакнете, кажав, поради неговото влијание и учество во организирањето на самата организација на теренот. Не бил, како да кажам, не бил салонски револуционер, туку бил човек бил на терен. И тоа најверојатно и неговото рано загинување го издигнало како важна фигура и го чествувале, го вреднувале луѓето што продолжиле неговите соборци, да кажеме, и тие што ги чувале, како велоке, ги чували идеалите на таа борба. И така тој се пренесува и во времето на социализмот станува едно од најважните личности во историјата на Македонија. Комисијата нема да ќе си тера вака, ќе тера. Па не знам, прашате ги луѓето што се комисија, јас мислам неблагодарно да зборувам. А најверојатно ќе си тера очигледно како што си терала до сега. Односно нема да си тера. Нема ништо да направи. Што не е укинат, ајде? Како? Зашто не е укинат? Столе, твојот патриотски набој, те молам, имаш гости постојано од власта, на нив да им го насочиш, не мене. Патриотско лицемерие, како значи, поштени слушатели, останете со 98,1 FM. Петар Тодоров, благодарам за... Простете ми што се обидов, јас лично, еве, во моје име да ви се извинам што неколку митови се обидов, така да ви ги ставам на виделија. Немојте да ме, да ја, како да кажем, да ја намалите мојата... Љупчо Златев против Гоце Делчев, сега е наслови ки изрази. Да. Да, идола ки изрази, сега што се чепкаш? Слободно не. Не, ништо ја за пари се чепкам, само друга причина нема. Исто како историско ВМРО. Почитувани слушатели на Радио Лидер, останете со 98,1 FM. Се гледаме повторно утре.